Преглед на содржините во денешниот дневник. Повторно се актуализира потребата од пловило амбуланта на Охридското езеро. Зголемен бројот на пожари во Струшко. Се е подготвено за 44-тиот Илинденски пливачки маратон. Отворен јавен повик на Министерството за образование и наука за субвенциониран студентски оброк. Грците уапсиле 5 лица за подметнување на пожарите. За најавените и за останатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со ТВМ. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид преовладуваше сончево и топло време со максимална дневна температура од 29 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон среда ќе биде ведро и топло. Утре над западна, северозападна, северна, североисточна и централна Европа умерено облачно и нестабилно време. Ќе има врнежи од дожд, грмотевици, засилен ветар и пад на дневните температури. Услови за дожд и на крајниот исток од Европа. Во останатите делови од стариот континент сончево време со локална облачност и релативно топло. На Балканскиот полуостров во среда претежно сончево време со локална облачност и топло. На север и централните делови од Балканскиот полуостров пад на дневните температури. Максималната дневна температура на Балканот од 25 до 34 степени Целзиусови. Во Македонија во среда сончево и топло време со слаб југоисточен и југозападен ветер. Утринските од 13 до 23, максималните дневни температури утре во Македонија ќе достигнат од 28 до 37 степени. УВ индексот ќе биде со вредност 8. Во Охрид во среда не очекува сончево и топло време и слаб до умерен југозападен ветер. Утринската 17, дневната 31 степен. Во четврток и петок тропски денови со сончево и многу топло време. Утринските температури 18, односно 19, а дневните температури 33, односно 34 степени Целзиусови. УВ индексот овие денови со вредност 9. Во сабота сончево време. Ќе има локална облачност, ќе биде топло. Попладне услови за локални врнежи од дожд, грмотевици и кратка појава на невреме. Утринската температура 17, дневната со пад на температурата на 28 степени Целзиусови. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Витаминка, вистинскиот вкус на ова лето. Ново лето, нова доза промоции, забава и највкусни Витаминка производи како дел од летните промоции на Тамаро и Супер Радио. Ова лето подгответе се за Витаминка Челендж, промоции и презентации пред најголемите Тамаро маркети и секојдневни награди на Супер Радио. И ова лето Витаминка го носи вистинскиот летен вкус. Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ.
Повторно актуализирана потребата од ставање во функција на пловило амбуланта за потребите на охриѓани и туристите за време на летната сезона. И градските советници на последната седница на Советот дискутираа во насока на изнаоѓање на системско решение за овој голем деценски проблем. Зголемениот број на интервенции на итната медицинска помош уште еднаш го актуализира прашањето за вклучување на пловило или глисер кој за време на летната сезона би можел да се користи за транспорт на пациенти. И советниците на последната седница на Советот на точката за советнички прашања расправаа токму за оваа идеја. Советничката од редовите на Охрид пред се Леона Кичеец во врска со примарната здравствена заштита која е во надлежност на локалната самоуправа, запраша дали е можно ставање во функција на пловило амбуланта за превоз на пациенти, ако не за оваа, барем за следната туристичка сезона. Потребата од глисер кој би можел да едноставно да превезува пациенти наместо амбулантни возила, бидејќи знаеме каков е патот од Лагадин, особено до Свети Наум, и колку тука постојат и давеници и пациенти од самите околни населени места, од плажите, и тоа знаеме дека е честа појава. Јас од информации од граѓани дознав дека таков глисер постои и е во собственост на Црвениот крст во Охрид. И бидејќи за оваа сезона е веќе доцна, моето прашање е дали би можело за следната сезона да се воспостави некако вид на соработка, барем за 3 месеци летниот период, помеѓу општина Охрид и Црвениот крст Охрид, за на некој начин општината да субвенционира за гориво на самиот глисер, а тој да користи за брза помош, да биде за тоа искористен за таа намена. Градоначалникот Пецаков одговори дека станува збор за проблем и решение за тој проблем кој не може да се изнајде преку ноќ. Тој гледа можно решение за проширување на дејноста на планинската спасителна служба. За одржливоста се погриживме и гледате колку актуелни се достап, бидејќи има туристи по планините, се случуваат спасување и сметам дека тоа може да се надоврзи и доколку е вистина да има глисер, ама за со таа намена зборувам, не да е само глисер или брз пловен објект, треба да има соодветни услови, би можело да се користи и за спасување на вода секако, меѓутоа и за да се користи и за транспорт на пациенти. Меѓутоа тоа е нешто во кое што треба иднина да работиме и убеден сум дека постојат повици, објекти, фондови кои што би можеле да субвенцираат и покријат една таков објект кој што би бил ставен во служба на овие спасителни служби кои што веќе постојат и доколку утре не добијат институционална поддршка од Дирекцијата за заштита спасување која што де факто треба да се поднив, тогаш ние сме спремни да продолжиме да прошириме областа на планинската спасителна служба. И првиот човек на општинската организација на Црвениот крст од Охрид Сашо Точков вели дека станува збор за добра идеја и за проблем за кој може да се најде системско решение. Информираше дека од организацијата стојат и кадровски и логистички на располагање за ставање во функција на пловило амбуланта, ако ништо повеќе барем за време на следната летна туристичка сезона. 44-тиот Илинденски пливачки маратон на патеката Горица Охрид во должина од 2,5 километри традиционално ќе се одржи утре, 2 август. Маратонот е во организација на Клубот за спортови на вода Охридски бранови 2008 Охрид, а под покровителство на Советот на општина Охрид. На овој пливачки маратон учество ќе земат преку 50 пливачи од Македонија и странство, кои ќе стартуваат во 2 групи, односно категории. Првата група пливачи постари од 16 години и втората група пливачи од 8 до 15 годишна возраст. Стартот на маратонот ќе биде од плажата Горица 1 кај Дивоно. Првата група ќе стартува во 10:30 часот, а втората во 11:30 часот. Целта ќе биде на градското пристаниште во Охрид пред хотел Ривиера, а пристигнувањето на пливачите се очекува да биде околу половина час по стартувањето. Зголемен бројот на пожари во Струшко. Противпожарната единица само во месец јули имала 15 поголеми интервенции на терен. Најчесто се работи за шумски пожари или спалени земјоделски површини. Од противпожарната единица Струга велат, зачестените пожари се должат на високите температури и невниманието на жителите.
Зголемен бројот на пожари во Струшко, противпожарната единица само овој месец имала 15 поголеми интервенции на терен. Најчесто се работи за шумски пожари или спалени земјоделски површини поради палењето на стрништа. Струга има 40 пожарникари и 4 опремени противпожарни возила, кои покриваат терен од над 100.000 жители. Од пожарната велат, зачестените пожари се должат на високите температури и невниманието на жителите. И овие месеци повеќе пожари имат, по сторниште, по шумски пожари. Прилика до сега имат овој месец 15 пожари, шумски пожари и по сторниште. Изминатава недела беа опожарени 7 деловни објекти во центарот на Струга. Огнените јазици се гаснеа цели 8 часа. Од противпожарната единица апелираат на поголемо внимание. Да не се палат оган. Во моментот кога нашата земја се чуват со повисоки температури. Преди граѓаните да го појавуваат пожарот што има како имат, не сме да пала тој, за апелирање треба да ги читат тие, секој село имат, и по медиуми, треба граѓаните да внимат на пожарите, на шумски пожар. Противпожарната единица во Струга има сензорен систем за детектирање на пожари, 24-часовен мониторинг за брзо откривање и следење на пожарите во непристапни терени, шумски појаси во селата и во градот. Инвестиции во рамки на основните училишта во општина Охрид. Се подобруваат условите за работа и учење во рамки на училиштата на територијата на општина Охрид и околните места, информираше градоначалникот Пецаков. И годинава општина Охрид преку програмата која се однесува на капиталните инвестиции во областа на основното образование инвестира средства кои ги подобруваат условите за работа и учење во рамки на училиштата на територијата на општина Охрид. Во општинското основно училиште Живко Чинго во селото Велгошти уредени се скалите на влезот од училиштето и поставени се нови плочки. Проектот е во вредност од 200.000 денари со средства од буџетот на општина Охрид. Во општинското основно училиште Ванчо Николовски во село Лескоец, во финална фаза на изградба е новата училница, која треба да биде решение за недостаток на училници во училиштето и кој многу години наназад придонесувало учениците од прво оделение да мора да бидат во смена со поголемите оделенија. Согласно барањето на училиштето, овој проблем сега ќе биде надминат. Вредноста на проектот е околу 1 милион денари со средства од буџетот на општина Охрид. За потребите на општинското основно училиште Свети Климент Охридски од Охрид набавени се компјутери за потребите на наставата по информатика во вкупна вредност од 195.000 денари. Во тек е целосно молерисување на училиштето, активност која не била спроведена повеќе од 20 години. Вредноста на оваа активност изнесува околу 240.000 денари. Во општинското основно училиште Братство Единство во централното училиште во тек се градежни активности за реконструкција на старите и дотраени тоалети во училиштето. Проектот е во висина од околу 1.400.000 денари, средства предвидени од буџетот на општина Охрид. Општинското основно училиште Григор Прличев пак доби систем за видеонадзор во училиштето. Проектот е со вкупна вредност од 146.000 денари, исто така средства од буџетот на општина Охрид. За потребите на општинското основно училиште Христо Узунов набавени се нови клупи и столчиња со вкупна вредност од 1.652.100 денари, средства предвидени од буџетот на општина Охрид. Додека во општинското основно училиште Свети Наум Охридски во селото Пештани од Охрид Министерството за образование и наука отпочна со градежни активности. Активностите се за реконструкција на фасадата на училиштето и адаптација на тоалетите за лица со посебни потреби, откако на почетокот на мандатот на 24 јануари минатата година новата локална самоуправа издаде одобрение за реконструкција на училиштето, што беше предуслов за објавување на тендерот за избор на економски оператор за изведба. Студентите од денес до 10 август можат да аплицираат на повикот на Министерство за образование и наука за субвенциониран студентски оброк. Субвенциониран студентски оброк е финансиска поддршка во износ од 140 денари, што студентот ја добива од МУН за купување приготвена храна.
Министерството за образование и наука го објави повикот за остварување на право за субвенциониран студентски оброк за академската 2023-2024 година. Право на субвенциониран оброк имаат редовни студенти на додипломски студии на државните и приватните универзитети, државјани на Македонија кои не се во редовен работен однос, не се регистрирани како индивидуални земјоделци и кои немаат месечен приход по кој било основ поголем од минималната нето плата во државава за тековната година. Кандидатите треба да се пријават електронски на euslugi.mon.gov.mk. Рокот за пријавување за тековните студенти е од денес до 10 август, додека за кандидатите кои ќе се стекнат со статус на студенти во академската 2023-2024 година и кои не го запишале летниот семестар, рокот за пријавување е од 1 до 7 октомври. Министерството за образование и наука ќе го извести секој кандидат за статусот на пријавата по електронски пат. Субвенциониран студентски оброк е финансиска поддршка во износ од 140 денари, што студентот ја добива од Министерството за образование и наука за купување приготвена храна. Корисниците имаат право услугата да ја користат од понеделник до сабота. Доколку студентот во наведениот период не го искористи правото на субвенционирање студентски оброк, износот од субвенционираниот студентски оброк не му се префрла во наредниот ден. Министерството за образование и наука склучило договор со Шпаркасе банка за реализација на исплатите за субвенциониран студентски оброк, па оттаму сите студенти кои ќе се стекнат со ова право ќе треба да потпишат договор со Шпаркасе банка за отварање на посебна сметка поврзана со наменска платежна картичка за субвенциониран студентски оброк, независно од тоа дали претходно биле клиенти на Шпаркасе банка или не. Од денеска на подрачјето на СВР Охрид стартуваше велосипедската полициска патрола. СВР Охрид во редовната полициска работа низ градот и туристичките населби во околината од денес ја воведе велосипедската полициска патрола. Униформирани полициски службеници на велосипед се вклучија во редовните превентивни, но и репресивни делувања на терен, пред се за одржување на јавниот ред и мир, како и активности за спречување кражби и други кривични дела и прекршоци, откривање и приведување на сторители на разни кривични дела по плажите и паркинзите, како и централното градско подрачје. Велосипедската полициска патрола во Охрид за прв пат стартуваше во 2008 година. Целовечерен концерт на Камерата Академика на Охридско лето. Камерниот ансамбл Камерата Академика од Словенија вечерва ќе има целовечерен концерт на музичката програма од фестивалот Охридско лето во Катедралната црква Света Софија од 21 часот. Составот во кој ќе се представат е секстет сочинет од флейта, обоа, кларинет, фагот, хорна. Ансамблот вечерва ќе има светска произведба на композицијата "Со маки сум се родил", варијации за дувачки секстет на народната песна од Сашо Лаврински, дело напишано токму за настапот на Камерата Академика на Охридско лето. Покрај тоа, на репертоарот се дела од Хейден, Јаначек, Ешен и Кравос. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. 5 лица се уапсени во Грција за подметнување пожари во Виотија, Илија, Јанина, Пела и Митилинија. Министерот за климатски кризи и цивилна заштита најави строги казни за одговорните за подметнување пожар, но и за оние кои покажуваат небрежност кон животната средина. Казните ќе бидат слични на оние кои се применуваат за лица обвинети за злоупотреба на животни, пренесува грчкиот портал РТ. 57 годишен маж кој беше уапсен и обвинет за подметнување пожар во Каленка, во планинскиот регион Чумерка на запад од Грција, денес ќе биде изведен пред истражните органи. Другиот обвинет, 65 годишен маж, уапсен на подрачјето на Илија на Пелопонес, обвинет за обид за подметнување пожар, им се извини на истражителите. Уште еден 20 годишен маж е уапсен и осомничен за подметнување пожар во Плака де Лесио, во општина Танагра Бојотија во западна Грција, која се смета за една од најопасните области за пожар. Пожарникарните виделе како овој 20 годишен маж запалил корпа за отпадоци, а потоа го привеле и однеле во истражно оделение. Најмалку 11 лица ги загубија животите, 27 се водат како исчезнати, откако обилните дождови го зафатија Пекинка на помош на жителите им прииде и војската. Воени хеликоптери доставуваат залихи на патници заробени во возови по силна бура што ги опустоши кинескиот главен град. Бурата Доксури најпрво ги погоди Филипините со јачина на супер тајфун, а потоа продолжи кон север кон Кина и ја погоди јужната кинеска провинција Фуџијан, од која беа евакуирани стотици илјади луѓе. 150
10.000 жители останаа без вода за пиење, а до нив се доставуваат цистерни со вода. Синоќа беше издадено предупредување за невреме не само во Пекинг, туку и за соседната провинција Хебеј. Метеоролозите предупредуваат на поплави и можни свлечишта, а градските власти ја активираа акумулацијата за контрола на поплавите првпат од 1998 година, кога е изградена. Градоначалникот на Москва Сергеј Собјанин објави дека синоќа биле лансирани 2 украински беспилотни летала врз објекти во руската престолнина, биле соборени, а еден удрил во зградата. Станува збор за зградата која беше погодена во неделата во напад со дрон. Руското министерство за одбрана објави дека 2 беспилотни летала биле соборени над одбранбените системи во областите Одинцово и Нарофомински во непосредна близина на Москва. Еден се урнал во градот, пренесува агенцијата ТАСС. Во нападот нема повредени, оштетена фасадата на зградата, искршени се 150 метри квадратни прозорци. Московскиот аеродром Внуково беше привремено затворен, а сите летови во околината пренасочени. Министерството соопшти дека се работи за терористички напад на режимот во Киев. Агенцијата за култура на Обединетите нации на УНЕСКО препорача Венеција да се додаде на листата на загрозено светско културно наследство, велики дека италијанските власти мора да ги засилат напорите за заштита на историскиот град и неговата околна лагуна. Во својата препорака УНЕСКО наведува дека Венеција ризикува неповратна штета поради низа проблеми кои се движат од климатски промени до масовен туризам. Препораката сега ќе оди на усвојување на состанокот на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО во Ријад во септември. Во соопштението се наведува дека севкупно има недоволен напредок од италијанската страна во решавање на овие прашања и дека тоа дополнително било спречено поради недостатокот на севкупна заедничка стратешка визија. Во нацрт резолуцијата, подготвена за усвојување од Комитетот за светско наследство, се наведува дека нема значителен напредок во решавањето на постојните и сложените прашања и се додава дека мерките што ги предложи Италија се уште се недоволни и имаат потреба од понатамошен развој. УНЕСКО соопшти дека се надева од обликувањето во листата на загрозено културно наследство ќе резултира со поголема посветеност и мобилизација на локални, национални и меѓународни актери. Венеција беше вклучена во листата на светско наследство во 1987 година, но нејзината состојба е загриженост на УНЕСКО веќе неколку години. Со вестите од светот го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следите. Имајте пријатен ден.